Гаврил Сирачевски, вие сте новинар во 24 вести со пресно искуство, да речеме, како новинар, бидејќи сте доволно млад. Работите конкретно, не секогаш, но во принцип на социјалата, на трудот, значи во тие области. Кога разговараме за 2011 година, кога правиме ретроспектива на настаните, што мислите дека во вашиот сектор конкретно произлезе како негативен настан, најнегативен на 2011-та, за да го оставиме позитивниот за потоа? Така, па јас би се усврнал на нешто кое што не го кажал ниту еден политичар, ниту еден министер, меѓутоа нешто кое што произлезе токму од тука, од 24 вести, значи неколку добри социјални приказни, кои што колку е добро тоа што ги имаше 24 вести, толку беше можеби негативно тоа што и многу надлежните органи не останаа рамнодушни на тоа што се случуваше. Значи, би извел животната приказна со Зоран Спировски, син на Александар Спировски, возачот кој што го загуби животот во атентатот на претседателот Киро Глигоров. Една прекрасна сторија која што тој после толку време ја избра 24 вести како место во кое што може да го раскаже својот проблем. За жал институциите и натаму не најдоа на некакво решение за неговиот проблем. Меѓутоа, од друга страна, Зоран е многу благодарен тоа што 24 вести беше телевизија која што некако најблиску беше до неговите сваќања. Така да, според мене тоа е еден негативен настан, затоа што тоа се лица на кои што државата не сме дефинитивно така да ги остави. Значи, би го оцениле како негативен тоа што државата не им помага на ваквите личности, а би го оцениле, да речеме, тука има еден позитивен дел, што тој позитивен дел е тој што луѓе продолжуваат да се борат. Така. Значи, што тие нашле сила и покрај сета мака да најдат начин да се борат, дали преку телевизиите, преку нас медиумите, а државата не им одговара на нивните барања. Токму така. Тоа би било негативниот дел. Токму така. Сакам само да напоменам дека покрај ова сторија 24 вести имаше и многу други такви интересни стории, односно за лица кои што навистина направиле нешто во својот живот, изградиле некаква кариера, меѓутоа ова кај нас речиси да не се забележува тука во Македонија. Ќе го спомнам Роберт Мишовски, значи исто така една прекрасна сторија, првиот македонски режисер кој што режираше филм во Холивуд. Нешто кое што пак кај нас и во македонската јавност и некако не помина баш најдобро. Мене лично и не ми е познато, што значи дека не поминало, а во принцип следам настани добро. Меѓутоа, еве имавме една интересна случка, Роберт пред некој ден ми се јави така да директно ексклузивата после објавата која што имаше 24 вести покажале заинтересираност и други медиуми па го повикнале. Значи тоа е сепак нешто позитивно што оди во корист на 24 вести, се надевам и на Роберт Мишовски. Значи тоа би го издвоиле како позитивен настан за 2011 година од секторот на социјалата. Што правиме за личноста? Многумина кога се зборува за труд и социјала, многумина би го дале за пример министерот Спиро Ристовски, затоа што е поприлично експониран во јавноста, но кој е твојот избор како новинар од овој сектор? Вака, реално министерот работи, се гледа тоа, меѓутоа работи како и сите ние што работиме за своја плата. Од 365 дена колку што има годината, труд и социјала има 310 настани, што значи воопшто не е за фрлање. Меѓутоа ја повеќе акцентот би го ставил на некои личности кои што не се така познати на јавноста, а од друга страна вреди да се спомнат. Значи пред малце го спомнав Роберт Мишовски, еве сега пак ќе кажам, за мене Роберт Мишовски е личност на годината. Првиот македонец кој што режираше филм во Холивуд. Добро, благодарам за гостувањето и за коментарите кои што ги дадовте. Почитувани гледачи, тоа беше Гаврил Сирачевски од областа на социјалата, кој што секогаш ги пренесува оние тажни, но сепак стории во кои вие можете да потпомогнете.